Уважаени гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ Канал ПИС. Полека почнува да ни одминува месец септември, кој што секако ќе донесе богатство од земјоделски активности, пред се поврзани и со овоштарството и собирањето на плодовите кои што стигнуваат во есента, секако раната и доцната есен. Она што е како актуелност во целиот процес на производство кога станува збор за аграрот и фармерството се откупно-дистрибутивните центри. Неминовна е потребата од еден современо откупен дистрибутивен центар кој што ќе им стои на располагање на земјоделците од Струмичко и од регионот. На оваа тема секако е и ставот на Рурална коалиција. Да го чуеме. И она на што ни алудираат земјоделците е дека е потребно да има многу поголеми контроли на терен, особено во делот на откупувачите, нивните односи, често пати да се проверуваат и договорите кои што откупувачите ги исклучуваат со земјоделците, а секако е многу повеќе да се инвестира и во делот на изградбата и на ладилници и останати исто така откупно-дистрибутивни центри, кои што всушност ќе го овозможуваат складирањето на земјоделските производи, а на таков начин ќе се зголемува и нивната конкурентност, ќе може подолго време да се чуваат таму со цел за да се продадат она кога ќе биде најповолен момент за нив и да постигнат соодветна цена. Исто така, тука би напоменала дека особено е значајно што овие години, неколку години наназад, имаме зголемување во извозот на земјоделски производи, особено на овош и зеленчук, меѓутоа, и еве, во првиот квартал за 2021 извозот негде ни изнесува околу 55 милиони евра, што е за околу 13% повеќе од изминатата година. Меѓутоа, тоа е затоа што се цените покачени, а инаку во однос на претходната година околу 6000 тони имаме помалку извоз на земјоделски производи, но она што загрижува и што е алармантно е што пак за 40% имаме поголем увоз на преработени земјоделски производи и токму тука исто освен тоа како наш предлог за отварањето на откупно-дистрибутивните центри, почитувањето на договорите со откупувачите, она што особено треба да се има во предвид во иднина е како да се зголеми таа конкурентност на земјоделските производи, а тоа може да се направи токму преку преработка или додавање на додадена вредност на земјоделските производи како би биле конкурентни на и на домашниот, меѓутоа исто така и на околните, па и на светските пазари. А жешкото време предизвика последици кај плодовите. Не беше одмината ниту струмичката ајварка, каде што изгорениците, намалениот број на плодови, секако се дел од последиците на големите жештини. Повеќе од следниот прилог. Високите температури и сушниот период негативно се одразија по приносите од црвена пиперка во Струмичко. Земјоделците ја почнаа бербата, но тврдат дека годинава не може да се очекуваат планираните количини по единица хектар, бидејќи цели парцели се исушени и покрај континуираното наводнување. Годинава има поборувачка за струмичката ајварка, зашто веќе известен период се нудат солидни откупни цени. Има ситно стано и спекосано, расипано, това е се од пеко. Оти не е доволно, мислим, јак корено и затоа флекосово се расипа. Со 40% најново. Со 40% најново намалени. Има и тоа многу штета има. Што? На пиперу, вејне корено, самиот корен вејне од шуговаре, самиот температура. Ја вчера тај ветер што беше топол. По тоа мислиш од сланата, а попарено горе. Горан Глигоров вели дека погодени се нивите кои се со послаб квалитет и биле засадени на отворено. Неговото производство било под пластеници и успел да го спаси од временските непогоди со високи температури. Зависи спремо полето, дека по песок, нема, дека по дебела земјата, по црнак, има квалитет. Ама у целина добро. Спремо квалитета и цената супер. 25 денара прва, втора класа и моментално, јас мислам оти добро, таа цена. Производството на црвена пиперка од Струмичко, освен што се извезува на европските пазари, таа се пласира и во конзервно-преработувачките капацитети во земјава. Допрва се очекува да се зголеми поборувачката за оваа суровина заради најавениот интерес и од капацитети од поранишните југословенски републики. Заради високите температури и сушниот период во текот на летото, приносите на црвената пиперка во Струмичкиот регион оваа сезона се очекува да бидат намалени за 30%.
Министерот за земјоделство Ријанит Хоџа истакна дека во септември законот за земјоделско земјиште ќе влезе во собраниска процедура, со тоа што се прифатени дел од сугестиите, меѓу кои нема ограничување на парцелите, за да може и малите ситни земјоделци да аплицираат и да земат државно земјоделско земјиште. Расцепканоста на македонскиот аграр може да не направи извозно зависни. Откупувачите велат дека покрај другите закани, ситните и расцепкани обработливи површини даваат мал приход, големи трошоци и ги бркаат фармерите од нивите. Тоа е многу болна точка кај нас и вака како што оди работава, ја не сум оптимиста за во наредните 10 години може да се случи во Македонија да се увезуваат земјоделски производи оти тоа расцепканоста и ситност на производствените капацитети не дава гаранција дека луѓето немаат сап со мали производствени капацитети да воопшто работат земјоделие и затоа сите барат некоја екзистенција надвор од државата. Окрупнувањето е добро замислено, треба да се поработи на тоа, треба да има некој начин како сето тоа да се уствари кроз субвенции или кроз не знам што, оти вака како што оди не ме бендисува. Ресорниот министер Ријанит Хоџа истакнува дека во скоро сите плански региони се спроведува процесот на консолидација на земјоделското земјиште. Овој проект досега е целосно спроведен во село Егри, каде проектот влегува во втора фаза. Со средства од ЕУ започнавме многу проекти за развој и модернизација на земјоделството. За нив ќе известуваме тековно. Со поддршка на ФАО, преку проект финансиран од Европска Унија и ФАО, се спроведуваат современи проекти за консолидација на земјиштето. Овие проекти се спроведуваат за прв пат во историјата на државата, што ја позиционираат Република Северна Македонија како лидер во регионот за спроведување во вакви сложени структурни земјишни реформи. Во 7 подрачја од државата започнати се проекти за консолидација на земјоделското земјиште, а во село Егри консолидацијата е завршена и ова лето започна изградба на земјоделска инфраструктура во вредност од околу 500.000 евра. Малата површина на земјоделското земјиште по стопанство од 1,8 хектари во просек и прекомерната расцепканост на 5 или повеќе просторно оддалечени парцели е најголемиот структурен проблем со кој директно негативно влијание има на конкурентноста на македонското земјоделство. Поединечните парцели со просечна големина помеѓу 0,25 и 0,6 хектари честопати се со безпристапно наводнување и одводнување и соодветна патна инфраструктура. Директен резултат од неповолната структура на земјиштето е ограничениот обем на производство, зголемените трошоци за гориво на транспорт од една до друга парцела, неможноста за примена на современа технологија, што ги лимитира вкупните приходи во земјоделството и спречува реализирање на развојни планови. Денеска и утре се очекуваат интензивни дождови во струмичкиот регион. Експертите советуваат дека треба земјоделците внимателно да ја следат состојбата со нивните растенија за да не дојде до некои негативни последици. Посушното лето кое предизвикуваше главоболки меѓу земјоделците, сега и најавите од дожд треба да се сватат сериозно. Експертите велат дека дождливото време може да предизвика последици и кај културите подотворено и затворено. Овој брано дожд, односно дождливо време, може да се каже добродојдено кај голем број на култури и растенија што се на отворено, но исто така ќе предизвика и проблеми во однос на сите култури кои што се одгледуваат на отворено. Велам проблеми затоа што знаеме дека голем број на земјоделски производители, пример производители на пиперката, без разлика дали станува збор за производители на пипер од типот на Куртова или пак од феферони и така натаму, може да дојдат во ситуација да се појават пред се болести кај самите растенија, но исто така не се исклучува да се јават и одредени проблеми кај другите култури кои што се и во заштитени простори. Експертите апелираат фармерите будно да внимаваат и да ги следат промените кај своите земјоделски култури. После дождливото време, а најдобро е редовно на околу 10 дена да извршувате редовна заштита на самите растенија со употреба на адекватни препарати и при заштитата на растенијата обавезно да употребувате и одредени аминокиселини, ѓубрива богати со аминокиселини, затоа што всушност се докажа дека овие аминокиселини ги стимулираат растенијата
да подобро се развиват или подобро да ги пребродат ваквите нагли промени кои што настануваат во текот на денот, односно поладни утра со потопли денови, односно дневни температури, кои што ваквиот дебаланс предизвикува проблеми кај самите растенија. Според метеоролозите, кон крајот на неделава, односно во недела и во понеделник во Струмичко се очекуваат врнежи од дожд. Инаку температурата, барем во последните 10 дена, нема да се искачи над 30 степен. Руралната жена е стожерот околу кој екзистира и кој екзистира самата рурална средина. Тоа го велат од ЛАК Агролидер, кои што направиле истражување кои се предностите на руралната жена и кои се проблемите со кои се соочува во следниот прилог. Ограничени можности за остварување права од социјална и здравствена заштита, ограничување на можностите за користење на активните мерки за вработување поради недоволна информираност, се дел од проблемите со кои се соочуваат руралните жени во македонското општество. Тоа го покажува анализата објавена во публикацијата на ЛАК Агролидер. Во видеоинтервју за порталот на Инфокомпас, Марина Тошеска ги додава главните насоки кои што ги објавиле во публикацијата. Оно што го детектира оваа публикација е одраз на истражување што ЛАК Агролидер го направи во периодот на месецот септември-октомври минатата година, меѓутоа продолживме со дополнително истражување во месец март оваа година, кој што пак беше насочено баш на пристапот на руралните жени до здравствена заштита и до права кои што произлегуваат од Законот за здравствена заштита. Во оваа публикација се детектирани најголемите предизвици со кои се соочуваат жените од секоја сфера на нивниот живот во руралните средини и нормално се дадени препораки како може да ја подобриме оваа состојба. Факт е дека тие се невидлива нишка за одржлив развој на руралните заедници. Нашата држава е земјоделска држава. Значи, земјоделството ни учествува со 10% во бруто домашниот производ. Последниве години покрај програмите, мерките и финансиската поддршка во овој сектор, забележуваме тренд на намалување. Забележуваме голема миграција од руралните средини. А свесни сме и непобиен факт е дека жените се столбот, зашто тие се вклучени во репродуктивната и продуктивната и социјалната сфера. Доколку ги поддржиме жените во руралните средини, може веќе да зборуваме дека правиме еден голем исчерпок кон рамномерен развој и навистина да создадеме еднакви можности во сите заедници. Спроведена е анализа врз основа на две димензии, примарна и секундарна, а резултатите се обработени со компаративна анализа од други земји, со цел да се разгледа Во публикацијата е прикажано влијанието на пандемијата со COVID-19 врз руралните жени. Од неплатени домашни работници до екзистенцијални земјоделци и сезонски земјоделци, руралните жени кои најчесто се дел од неформалната економија, работејќи во небезбедни услови, остварувајќи пониски приходи без никаква заштита од законите за работни односи, социјални бенефити, здравствено осигурување или платен надоместок за боледување, се најпогодени од социоекономските ефекти на пандемијата, стои во публикацијата на Лидер ЛАК Агро. А во нашата емисија Агроинфо редовно ви ги донесуваме и стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, нашиот стручен соработник. Добар ден, почитувани. Септември, месец кога започнува и календарски есента. Септември е месец кога гринарското производство е во полнек, особено за културите кои што се одгледуваат во овој југоисточниот дел на нашава држава. Месец кога голем број на земјоделски производители ги прибираат своите реколти, односно своите производи. Но овој месец кога промената на времето предизвикува одредени проблеми кај самите земјоделски култури, па затоа би ја искористил оваа прилика да ве запознам со некои препарати, пестициди па и ѓубрива кои што ќе овозможат да на крај да не дојде и до одготова вересија, односно уништување на самото производство кога треба да се прибери и економската исплатливост да дојде во полн израз. На почеток би сакал да проговорам за инсектицид клозер. Ние неколку пати во текот на нашиве прилози кажувавме нешто за клозерот.
Клозерот се карактеризира со тоа што е системичен инсектицид, кој што помага за сузбивање на сите видови на листевошки, вклучувајќи ја и белокрилката. Велам вклучувајќи ја и белокрилката затоа што овој период кога како резултат на поладните утрински температури, пониските утрински температури и потопло во текот на денот, доаѓа до навлегување на инсектите, листите вошки, белокрилки и така нато во самите оранжери и пластеници, па и на отворено доаѓа до поголем напад врз самите растенија, што доведува до брз напад и брзо размножување на овие инсекти, листи вошки па и белокрилката, и понатаму може да се јави проблеми во однос на поцрнување на листот, биќе оди пуштот благо, пота пренесување на болести и така нато. Клозерот се употребува во дозе од 3 до 5 мл во 10 литра вода, односно 0,03 до 0,5. Карактеристично на клозерот е тоа што он може да се употреби и препорачува е со голем број на други препарати, во зависност од тоа дали се врши заштита кај пиперката, па како е со заштита на пиперката против болести, тука нормално е фунгуранот, ако се употребува за заштита на други култури, тоа ќе оди како резултат на, оди со некои системични фунгициди, пример кај корнишонот, краставици, домати и така натова. Кога зборуваме за променливото време, би сакал да истакнам дека ваквото променливо време предизвикува и одредени пореметувања кај самото растение, односно раст, развој, плододавање и така натаму, па би искористил ова прилика да ве потсетам за амиксол. Амиксол, тоа е всушност течно ѓубриво, односно биостимулатор, кој што ги содржи сите позначајни L-аминокиселини, кои што всушност овозможува растенијата да ги претрпат овие шокови, температурни шокови. Велам температурни шокови затоа што во утринските часови температурата знае да се движи и околу 10, 12, 13 степени Целзиусови, за во текот на денот да достигне под пластеници и до 35 степени Целзиусови. Овие нагли промени предизвикуваат да растенијата не можат нормално да ги одвиваат, да ги развиваат своите физиолошки потреби, односно раст, развој, се да добивање подобри плодови и така натаму, па затоа препорачува е во колку фолијарно се третираат растенијата, односно со прскање, амиксол да оди во доза 0,3% или 30 мл во 10 литра вода и обратно во колку се третира во систем капка по капка, тогаш оди 1 литар, отприлика 1 литар на декар. На овој начин растенијата подобро ќе се развиват, гоењето или развивањето на самите плодови ќе е подобро, поквалитетно и нема да има одредени пореметувања како во квалитетот, така и во квантитетот. Во однос на употребата на амиксол со другите препарати, односно со другите, да речеме, ѓубрива, во колку е систем капка по капка, ќе нагласам дека овој амиксол може слободно да се употреби заедно со голем број на пестициди, препарати, фунгициди и инсектициди, како и со самите ѓубрива. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко за денешната емисија. Ќе ве потсетам, редовно штитите ги растенијата со употреба на пестициди, нормално и на стимулатори.
Поштовани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Виса. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Се гледаме следната недела. Пријатно.